синко човечки. По известно време или кога ќе ти се соберат нештата во твојата душа, го поставуваш прашањето што барам јас овде? Зошто сум овде на земјата? Што треба да направам? Што ми се случува? И по извесен период ќе станеш свесен дека да се родиш и да умреш е малку апсурдно на земјата. Ќе си го поставиш прашањето зошто живеам. Видете, тоа е приказна која може да ви се отвори ако имате потреба, осет, сознание дека вие не сте само тело. Човекот длабоко во себе е духовна природа, има потреба некого да слави, да обожува и самиот да биде дел од тоа славење, обожување, еден дел, едно тело, еден дух, например со Господ Исус Христос. Дадено ти е време на земјата да го избереш Господ Исус Христос и од овој паднат свет, мртов свет без дух, од оваа долина на сенка смртна, да се вратиш во царството на вечната љубов кај Таткото Небесен. Затоа си на земјата и ако го потрошиш своето време, го трошиш за нешто друго, за вавилонство, да се искачиш највисоко, да се здобиеш со име, да спечалиш материјални добра, нели? Каде што е богатството ваше, таму ќе биде и срцето ваше. Ти секако си го промашил животот и нема да биде добро. Остануваш се уште во таа падната, материјална, смртна природа. На земјата сме само од една причина, да го избереш Господ Исус Христос, да го изберам и ти да го избереш и да се вратиш во царството на вечната љубов, да се оставиш себе си стариот човек на крстот Исусов и да исчекориш во духовно движење, во враќање во твојата првобитна духовна природа. Сето друго време што го трошиш на земјата за било што амбиции, идеи, мислиш дека работиш нешто за човештвото или било што, е изгубено време и наскоро ќе ти помине времето на милост и ќе треба да бидеш измерен со трите димензии, верата, љубовта и надежта. Дали си го положил испитот, дали си го барал Царството Божјо, за се да ти се придодаде. На земјата сме само затоа, во времето на милост, да повикаме кон Господ Исус Христос, да се преродиме во духовен човек и да се вратиме во Царството Божјо. Сето друго е изгубено време и ти остануваш во материјалната, падната природа, гревот и смртта. За секогаш Исус.